постапка, царинските службеници според критериумот за анализа на ризик го известиле дека ќе извршат детален преглед. По кратко време царинскиот застапник на превозникот го известил царинскиот службеник дека возачот се оддалечил од терминалот и заминал во непознат правец, оставајќи ги возилото, стоката и патната исправа кај царинскиот орган. По консултација со јавен обвинител, а и со цел да се запазат роковите согласно царинскиот законник, пристапено е кон детален преглед на полуприколката, која била товарена во Република Косово со отпадна хартија наменета за Република Турција. При прегледот, при соостранување на неколку бали од хартија во средишниот дел од приколката, поточно во просторот помеѓу самите бали, пронајдени се вкупно 839 пакувања завиткани во прозирна најлонска фолија со различна форма, големина и тежина. Тие биле наполнати со растителна материја со зеленкаста боја, која на тестерна дрога покажа дека се работи за наркотична дрога марихуана. Запленетата дрога наменета за Република Турција за нивниот наркопазар би достигнала вредност од околу 4 милиони евра. По преземање на случајот од страна на инспекторите од Оделението за истраги при Царинската управа, а по наредба на јавен обвинител, непознатата растителна материја веднаш била доставена на вештачење, со кое се утврди дека станува збор за марихуана. По наредба на судија за претходна постапка, овластените царински инспектори, заедно во содејство со припадниците на СВР Скопје, извршија претрес во домот на осомниченото лице. Предистражната постапка е во тек и се уште се обезбедуваат траги и предмети кои можат да послужат како доказ во кривичната постапка. Заради тоа, не сме во можност засега да дадеме многу детали за случајот, а Царинската управа против осомничениот кој е во бегство и е недостапен за органите на прогонот, ќе поднесе кривична пријава до надлежното обвинителство поради постоење на основано сомнение дека осомничениот ЕБ сторил кривично дело, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, казниво по член 215 од кривичниот законник. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, денеска кога зборуваме за заплена на над 1 тон наркотични средства или опојна дрога од типот марихуана, не само што се свртува вниманието на домашната и меѓународната јавност, туку и време да се одаде признание на оние кои што успешно ја завршиле и реализирале оваа акција. И затоа сакам од моје име, од име на владата на Република Македонија, на припадниците на Царинската управа на Република Македонија, но и на припадниците на Министерството за внатрешни работи, кои што заеднички работеа, да им изразам благодарност и честитки за успешно спроведената акција. Тоа покажува дека оваа влада, Министерство за внатрешни работи, Царинската управа сме решени и таа порака треба да биде јасна дека трговијата со дрога, со оружје и сите други недозволени тргови ќе бидат на удар, сето тоа со цел да се избориме со криминалот и корупцијата во Република Македонија. Имајќи предвид дека овде пред 3 дена имаме запленато 18 кг марихуана, сега имаме над 1 тон марихуана, укажува на посветеноста на оние кои што работат на овој граничен премин, меѓутоа и на сите гранични премини во Република Македонија и генерално на Министерство за внатрешни работи за една сериозна, неселективна борба против криминалот и корупцијата, која што го јаде македонското општество веќе подолго време и од тука треба да биде јасно на сите дека МВР, Република Македонија, владата сме подготвени да имаме сериозна борба во овој дел на сузбивањето на криминал. Благодарам. Министре, бидејќи случајот е се уште во предистражна постапка и сигурно сте ограничени со давање информации за јавноста, дали можете да откриете во оваа фаза на постапката дали станува збор за еден или повеќе осомничени, бидејќи се работи за огромно количество на дрога? Директорот на Царинската управа ви соопшти кој е осомничен во овој случај, меѓутоа на овој случај се работи уште, затоа што сметаме дека можно е да има поврзаност и тоа го работиме дури и регионално, ама за сите тие информации дополнително ќе бидат информирани доколку има било каква реализација.
Е, прашање на одборот тема да домалам. Ајде. Вчера со одлука на влада се формира група за реформи во МВР. Изврши една приде и се регламентира во таа група да има и припадници од агенција за разузнавање. 29 члени се таа група не има припадници на агенција. Значи овде станува збор за формирање на работна меѓуресорска група врз основа на информацијата која што усвои владата за сите корисници на системот на следењето на комуникациите. Бидејќи ова станува збор за систем на следење на комуникации, сите институции кои што беа предвидени врз основа на таа информација одлука на владата, ги добивме номинациите за членови и вчера помина и се формираше да работи. Како ќе се поставува според препораките на приде и Клучен приоритет за нас е остварувањето на препораките на Приве, заради тоа што тие значат заштита на човековите права во Република Македонија. Реформата на системот на следење на комуникации и реформата на безбедносните служби во Република Македонија треба да ги искористи сите добри европски пракси, да ги прилагоди на наши македонски прилики и да создадеме служба која што ќе биде ефикасна во заштита на уставниот поредок на Република Македонија, заштита на организираниот криминал, односно спротивставување на организираниот криминал и корупцијата, меѓутоа целосна заштита на човековите права и на граѓаните и да не се дозволи без разлика кој е власт во Република Македонија да има пристап и злоупотреба на овој систем на следење на комуникации, кој исто така го руши македонското општество веќе подолго време. Господин Спасовски, утро бил обсеќавач досегашен Ѓорче Петров. Што може да ни кажете за овој случај? Денеска Министерство за внатрешни работи во содејство со јавното обвинителство кое што води оваа поставка, извршени се претреси на 9 локации, уапсени се, односно приведени исто толку лица во оваа постапка и во моментот е предадена пријавата до судот, надлежниот суд кој што треба да работи во однос на оваа постапка и јас повеќе информации не би можел во овој момент да се. Еден од тие домот на градачаникот? Како? Градачаникот, еден од тие домот на градачаникот? Еден од тие објекти е сигурно на еден од тие што се приведени од Савајле. Значи на 9 лица и 9 домови кои што се приведени во оваа акција. Благодарам. Благодарам.